Има одредена приказна дека таа 2018 година Мицковски или дел на луѓето на ВМРО-ДПМН не барат од левица да застанат зад номинацијата на Гордана Силјановска. Тоа е тајна. Дека тамо нема договори, дека доаѓа до располовување или до располучување на левица. И дека преку своите линии, своите врски во македонското судство, Сваровски судство, нели, успева ВМРО-ДПМН да избоксира левица да заврши ке Пасиев, а не ке Здравко Саевски. Вие нешто зборевте, се извинувам, вие нешто зборевте на Канал 5 телевизија, потоа ве направија салата на социјалните мрежи околу Димитар Пасиев. Имате храброст да зборите за Пасиев и повторно да ме направат салата или ќе премолчиме сега кој е Димитар Пасиев? Не, вака сега, не сакам јас да му давам значење многу на левица, а тоа што кажувате по социјалните мрежи, што не направиле што вие викате салата, тоа е системот што поранешниот советник на Ѓорги Иванов, овој фамозниот, стално го вртат во јавноста, Синиша Алексовски. Или Завиша филм, што го викам ја. Така, тоа е системот на тие социјални мрежи. Сега ја дали можам тоа да го објаснам во компјутерџиите поубаво го знаат, тоа е еден систем кој што користеше Никола Груевски, еден систем на 5 до 6 илјади мобилни телефони кои што се впрегнати во еден систем и се командуваат од еден робот телефон. 5 до 6 илјади така мобилни телефони се командуваат од еден систем, така, и сега тој систем од страна на во тоа време Протигер му е даден на Пасиев. И сега тие социјални мрежи што кажувате вие по социјалните мрежи, тоа се лажни. Тие лажни профили ботови кои што со еден клик ставаат и коментари и лајкови. Кој пред некој ден сега го фатија овој председател на левица. Става пост на социјалните мрежи и нели таму кај што стои тоа just now во моментот, и во моментот има 600 лајкови во една секунда. Значи во една секунда. Во една секунда. Значи руши рекорди. Тоа е тој систем сега што Синиша Алексовски му го даде од Груевски што го користеше, им го даде сега на левица. Значи уште нема пост напишано, има 600 лајка. Така да стои. Тој модел велите дека има 5 до 6.000 телефони. И тој е модел што го користеше Никола Груевски за социјалните мрежи и сега му е даден на Пасиев најверојатно. Зошто би му бил даден на Пасиев например, а не на Јанко Бачев да речеме? Па сега видите, не е тајна, сега он е нивен играч. Па левица е формирана од страна ВМРО-ДПМН на есента 2015 година од страна на Емил Димитриев и Сашо Мијалков прават план дека треба се направи партија која што ќе одземе гласови од СДСМ. И дури овие деца ги наоѓаат по таа линија што нели овој Пасиев е близок уште од времето со Илија Димовски. И они дури деца отишле со идеја да се викат лабористичка партија. Да се викат лабористичка партија. И овие од ВМРО им викаат чекајте, ние ќе ви најдеме поубаво име, поубаво за јавноста и ги крстат левица. Значи партија се наменска и после кога настанат тие некои недоразбирања, па се прешалтува Пасиев на другата страна, нели беше со шаренер ја палеше канцеларијата на Иванов и Заев тогаш го награди кај Катица Јанева 12 месеци земаше хонорар некаде од 1000 евра цела година. Сега да кажете дека 2015 година пред почетокот на шарена револуција, шарена револуција почна нели 2016 година после амнестијата на Ѓорги Јанов, пролета 2016 година почна шарена револуција. Значи 2015 година почна проектот Левица. Па во тој момент во ВМРО проценуваат дека треба да ја ослабнат СДС преку уште една наменска партија, бидејќи не е само Левица, има од 90 година по задача се правили многу партии, сега ако ги набројувам сите ќе отиде целата емисија во таа насока. Кој телефонски именик. Така, значи правили се најмалку 7 партии, јас знам што биле во коалиција со ВМРО-ДПМН од 90 што се направени по задача. И така значи овие прават есента, меѓутоа сега во јавноста кружат пак информации дека ВМРО се пресметале во оваа проценка, бидејќи сега кажуваат дека тие гласови наводно пак биле десни гласови, што ги зема овие сега. Сите анализи покажуваат дека повеќе десни ВМРО-ски гласови гласале за Левица, не повеќе, него безмалку 100%, тоа е разочарано ВМРО-ско членство. Значи проектот почна 2015 година. 2015 и тогаш е генерален секретар Емил Димитриев. Така, и ја прават партијата и после дури во тој момент Протигер му ја дава скриптата како да води пропаганда, маркетинг, и ја дава на Левица. Сега ако гледате колку прекрасно го вози народот Пасиев по социјалните мрежи, со викање, со урлање, со викање, со тие кратки изјави, црна кошула. А од друга страна, значи не се легавите ке ве стреламе нели после изборите. А од друга страна тоа е според скриптата на Протигер, што користеше Груевски. Еве ти кажа сега, телеграфски да набравам пример, на пример Груевски. Сега кога купи ето Мерцедесот наскоро, новиот сега што многу се врти во јавноста. За кој е осуден? За кој е осуден? Да. На пример, оди се од таа скрипта што е Протигер како да се замајува народот, оди на митинг во Валандово. И тука едно село до Валандово, Удово има пред Валандово, се стимнува од Мерцедесот луксузен, влегува во стара кола од владата и во градот влегува со стара кола и вика сега гледа го премиерот со стара кола. Втора работа, доаѓа станува премиер Груевски и вика нема да живеам во вилата на Водно.
него ќе нели во јавноста се ширише Да, пропаганда дека со мајка му на Ќе остане да живее дома, Така. нели, на огнен прица, што се А со станува. сигурност еве ти кажувам, имам пријатели кои што беа во тоа време во неговото окружување, вика од 7 дена, вика 4 дена е во вилата на Водно горе со жена му со Боркица. Така сега овој игра истата улога. Во Скопје таму подарува Мигалков, се вози со Алфа Ромео, пред собрање доаѓа со точак.